Добре дојдовте во училница по предметот природни науки. Наставна содржина клучеви за идентификација. Наменете за ученици од 4-то одделение. Јас сум наставничка Билјана од Основното општинско училиште 11 октомври од Скопје. Целите за оваа наставна содржина се следни: да сознае што е клуч за идентификација, да разбере дека со помош на клучот за идентификација полесно се групираат и именуваат растенијата и животните, да се оспособи да врши наблюдувања и споредби во различни контексти. Што е клуч за идентификација? Во светот постојат милиони животни и растенија. Еве неколку представници од истите. Првата слика гледаме глуварче, кој што е повеќе годишна билка со жолти цветови. Расне покрај ливадите, тревниците и напуштените места. Глуварчето го јакне нашиот имунитет и е богато со витамините А, Б и С. Втората слика гледаме конјот. Конјот се одликува со брзина, сила и издржливост. Висината на конјот е 150 см, а тежината од 400 до 500 кг. Конјот има влакнеста прекривка во црна, сива, бела, кремава и кафена боја. Третата слика гледаме панда, од редот на мечките. Пандата има црна и бела боја. Белата боја ја овозможува да се сокрие во снегот кога е зима, а црната боја ја овозможува да се сокрие во шумата. Четвртата слика гледаме жирафа. Жирафата е животно највисоко и се најдолг врат. Јазикот на една жирафа е околу 45 см. Истиот ја овозможува да се чисти од инсектите, како и да посегне по гранките на растенијата со кои таа се исхранена. Петтата слика е кактус. Кактусот расне во сувите предели. Тој е трнлив. Кактусот е украсно растение, но исто така се користи во исхраната. Интересно е дека кактусот помага во намалување на зрачењето од електронските уреди, телевизор, мобилен телефон и така натаму. Научниците треба да имаат начин да ги идентификуваат животните и растенијата со цел да ги подредат во групи. Затоа се користи клуч за идентификација на растенијето или животното и со помош на тој клуч се врши класифицирање. Класификација е групирање на предмети, суштества, идеи во групи чии членови имаат една или повеќе слични особини. Класификацијата овозможува нештата полесно да се најдат, идентификуваат и проучуваат. На сликата забележувате група на инсекти во кои припаѓаат мува, комарец, мравка, бубашваба, скакулет и така натаму. Сличноста помеѓу овие инсекти е во тоа што тие имаат триделно тело, сложени очи, две антени. Тие биле првите животинчиња кои што почнале да летаат. Денес го користиме системот за класификација кој го развил Каралус Линеус, кој ги одвил животните и растенијата според физичките сличности и им дал имиња на врстите. На првата слика забележувате група на дрвја. Дрвјата овде се слични по бојата, меѓутоа крошните им се во округла, елипсовидна и имаме и дрва со остри врвови. Стеблото има помалку или повеќе разгранита. Втората слика имаме домашни животни, маче, коза, коњ, крава, патка, кокошка, мисирка, прасе, куче, овца, магаре и гуска. Сличноста помеѓу овие е тоа што ги одгледува човекот
и кои што ние имаме корист од истите, бидејќи ни даваат млеко, месо, јајца и така натаму, како што знаеме, тие се одгледуваат на фарма. Во следниот пример ќе видиме како со помош на клучот за идентификација ќе го откриеме името на живото суштество кое не го знаеме. Овој клуч на идентификација е направен сликовито, со диаграм и се користат одговори да и не. На сликата забележуваме орел, пеперутка, делфин и вол. Прашањето е дали лета. Доколку одговорот е да, прашањето следно е дали има пердули. Ако одговорот е да, тоа е орел. Доколку одговорот е не, тоа е пеперутка. На прашањето дали лета, ако одговорот е не, следното прашање е дали живее во вода. Доколку повторно одговорот е да, тоа е делфин, а доколку одговорот е не, тоа е вол. Имаме и пример број 2, поврзан со инсектите. Прашањето гласи, дали инсектот има ноза? Ако одговорот е да, дали има крилја? Ако одговорот е не, дали има повеќе од 8 ноза? Ако одговорот е да, тоа е стоногалката. Ако одговорот е не, тоа е пајакот. На прашањето дали има крилја, ако одговорот е да, прашањето следно е дали активен ноќе. Доколку одговорот е да, тоа е молецот, доколку одговорот е не, тоа е пеперутката. На прашањето дали инсектот има ноза, ако одговорот е не, следното прашање е дали има кутичка. Доколку одговорот е не, тогаш тоа е црвот, а доколку одговорот е да, тоа е полжавот. И следува пример број 3, поврзан со растенијата. Прашањето е дали е растение. Ако одговорот е не, дали има крзна. Ако одговорот е да, тоа е мачка, гледате е представена со слика. Ако одговорот е не, прашањето е дали има крилја. Ако одговорот е да, дали има пердули. Ако одговорот е да, тоа е птица. Ако одговорот е не, тоа е пеперутка. На прашањето дали има крилја, доколку одговорот е не, се добива одговорот рак. На прашањето дали е растение, ако одговорот е да, прашуваме дали има крошна. Ако одговорот е да, тоа е дрво. Ако одговорот е не, тогаш е цвет. Од овие примери и од претходно скажаното можеме да заклучиме дека клучевите за идентификација се напишани со употреба на повеќе прашања со да, не одговор, кои понатаму ги делат големите групи на две и се надоврзува ново прашање со да, не одговор, се додека не се дојде до соодветното животно или растение. За домашна работа, обиди се самостојно да направиш клуч за идентификација за суштества по твој избор. Изработените клучеви за идентификација презентирај ги пред твојата наставничка или наставник и пред твоите соученици. И како се озема за крај, еве еден крстозбор и клучеви за идентификација кои што ќе ви помогнат да ги најдете точните поими кои треба да ги запишете до соодветниот број. Доколку точно решите, вертикално во жолтото полиња треба да го добиете името на темата во која што се изучуваат клучевите за идентификација. Па да почнеме. Број 1. Мала, зелена, бара. Јас ќе ви помогнам. Тоа е жаба. Понатака и се обидете вие самостојно да ги одговорите. Број 2. Вода, мала, аеробична форма. Број 3. Влече, влажна земја, многу мало. Број 4. Црно-бела, тропски краеви, трча. Број 5. Тропски крај, силен, крзна. Број 6.
голем, тежок, сив. Број 7. Поларен, шарен, бавно се движи. Број 8. Преселница, гнездо, лета. Број 9. Ниско, долга опашка, копно, вода. Број 10. Крзно, силна, спие. Ученици, се надевам дека успешно ќе го решите овој крстов збор. Јас ви благодарам на вниманието и на одвоеното време за да ја проследите оваа видео лекција. Се надевам дека повторно ќе се видиме во некој следно видео, а до тогаш, довидување.